Во трката за изградба на фотоволтаици, станува ли македонското плодно земјоделско земјиште неповратен залог на брзиот екстра профитабилен бизнис? Нов зелен финансиски инструмент во вкупна вредност од 46 милиони долари ќе се спроведува во земјава до април 2026 година. Станува збор за кредитна линија наменета за мали и средни предпријатија кои ќе вложуваат во енергетско ефикасна опрема и обновливи извори на енергија со високи перформанси преку локални партнерски банки и лизинг компании. Целта е намалување на емисиите на стакленички гасови и на загадувањето на воздухот во земјава. Се однесува на поддршка на инвестиции за енергетска ефикасност и инвестиции во обновливи извори на енергија. Од страна на ЕБРД е обезбедена кредитната линија во износ од 30 милиони евра, веднаш е апликативна, достапна до компаниите и поддржана со грант од износот на инвестицијата 5 до 10% во зависност дали се работи за енергетска ефикасност или обновливи извори на енергија. Меѓутоа, во Македонија се поголемиот наплив на вакви зелени инвестиции стимулирани со странски пари и трката за изградба на соларни централи како нов високо профитабилен бизнис под голем знак прашални го доведува опстанокот на плодното земјоделско земјиште, а со тоа и производството на храна. Со сегашните закони, заштитено од пренамена за изградба на фотоволтаици е само земјоделското земјиште од прва и втора класа, на кое отпаѓаат само околу 8%, како и земјоделското земјиште од трета и четврта класа, на кое отпаѓаат уште 32%, или вкупно околу 40% би било заштитено земјиште. Ама состојбата на терен покажува сосема друго. Кај нас фотоволтаици никнуваат на сите страни, дури и на најплодните почви, за разлика од другите земји, каде тие се поставуваат исклучиво на планински и редести деградирани површини. Во овој вносен бизнис во 2020 година влезе дури и сопругата на екс-премиерот Димитар Ковачевски, како косопственик во компанијата Сол Груп 5 до Скопје со план за изградба на соларна електрана во Радовиш со јачина од 1,8 мегавати. И ова земјиште беше пренаменето од земјоделско во градежно за изградба на фотоволтаици. А и синот на Зоран Заев точно пред 2 години, веднаш штом стана полнолетен, а татко му само што ја напушти функцијата премиер, стана собственик на енергетска компанија Total Energy со седиште во Струмица.